акција. Добро беше? Ти да отвика дека не се вика, вика дека вика се вика вели. Тинтери шоу! Тинтери шоу! Здраво! Јас сум Јалопи, Јас сум Јалопи. а јас сум Филип и ние сме близнаци водители. Дали сте изморени од чување на вашето дете секојдневно? Дали ви е смачено од губење на вашето скапоцено време? Дали вашите деца ве оставаат без сон? Ако одговорот на овие прашања е да, ние го имаме правилниот избор за вас. Не треба да се грижите и можете да ги оставите вашите деца на нас. Ние можеме да ги чуваме колку сакате, каде сакате и што сакате. Не мора да се грижите дали ќе останат ненахранети или изморени. Бидејќи ние имаме секако вид на кашички за нив. Кај се кашичките? Ги седовме са пајле. Готвиме. Исто така. Тоа е храната од минатата недела. А исто така имаме посетено курс за чување на мали деца. И најважно од се, имаме лиценца за чување на деца. Се што треба да направите е да се јавите на телефонскиот број покажан на екранот. Ако се јавите во рок од 5 минути, добивате 20% попуст само за вас. Кат, добри бевте дечки, браво, одлично. Фала. Супер. Јалопи, Филип, ајде, дадилката ве чека. Тинтери шоу! Дали сте знаеле дека кога ќе измешате шпил на карти, добивате комбинација која никој никогаш не ја добил пред вас? Па да, 52 карти по кој знае колку комбинации, тоа се многу комбинации. Мрзливците имаат повеќе коски во вратот од колку жирафите. Повеќе коски од жирафа, а тие не се ли колку ногата на жирафата голем. Дали сте знаеле дека коалите имаат отпечатоци на прстите слични како и на луѓето? Тоа значи дека коалата може да отвори телефон со отпечаток? Во минатото во Белгија мачки разнесувале пошта. Не знам колку добри поштари биле ако биле мачки. Тинтери шоу! Дарија, Што бараш во местава? Не прашувајте. што си изнервирана? И ти да знаеш ја шо барам. Знаеш, вчера Андре видов ставал со некоја излегле, што воопшто не личи на мене. И знаете, го сакам Андре уште од многу одамна, па имам проблеми. Па јас се дружам со него, сакаш да му се јавам? Да му се јавиш, да излеземе. Ако сакаш, Вака да излезам. Што се секираш, ние ќе те средиме? тама е работа. На вистина? Да. Да. Епа, ајде да пробаме. Еве ова иде. И, добре? Ајде седни. Не, извади ја капата и јакната. Не, зашто? Изчешлај се. И ќе ги ставиш овие. Јалопи. Тоа на вистина не личи на мене. А сакаш да те сака? Па, да. Епа. О, боже ме. Повели, стави го ова. Што е ова? Стави го. Па како барбика да изгледаш? И стави ги меѓушите. Озда. Дали си сигурна дека ова ќе функционира? Да. Ќе ме шминкаш? Како изгледам? Супер. Одлично. Мислите? Да. Да. Епа добро, ајде. Колку е часот? Не знам, ова сега треба да дојде. Озбе. Па, држи.
Да го чекам треба? Да. Да почекам се тебе? Да, секако, сама ли ќе чекам? Здраво. Здраво. Здраво, Дарија. Здраво, Андре. Ние треба да одиме. Да, каде? Треба. Чекај, Мога да си поминете. Да, пријатно. епа, ајде да одим. Ајде, А, фала ти. Вау, Дарија, многу си смената. Да, вистина? Да, но повеќе ми се допаѓаш обично. Како мислиш? Па, не си своја, си како сите. Како повеќе ми се допаѓаше претходна. Како што сум на вистина јас? Да, Па, добро, сакаш да одиме на тренинг? ајде. Епа, ајде. Дали сте знаеле дека децата прашуваат околу 300 прашања на ден? Јас 300 прашања на ден? Ја прашувам 1000 прашања на ден. А дали добиваш одговор на тие прашањето, а? Дали сте знаеле дека водата додека тече произведува различни звуци, а тоа зависи од температурата на водата? Мислиш, ако е поладна и потопла, различно звучи? Вау, кул! Дали сте знаеле дека некои луѓе имаат виша коска во коленото? Чудно. Вишо коска во коленото? Е што прави таа вишо коска? Си седи така? Дали сте знаеле дека голем дел од првите пирамиди биле направени со рамен покрив? Е како тоа рамни? Немале тие шпицести врвови? Мајмуните орангутани живеат само на еден континент. Континентот се вика Азија. А, значи ако сакам да запознам орангутан, треба да одам во Азија. Внимание! Овие експерименти се вршат под стручен надзор на професионалци. Во нив се користени хемикалии кои може да му наштетат на човековото здравје. Користени се сите превентивни мерки за безбедност. Ве предупредуваме да не ги правите во домашни услови. Добар ден, драги гледачи. Денес нема да ви покажам експеримент. Ќе ви дадам една задача. Вие само што треба да направите е да одредите што е во чашава. Доколку ја промешам, ете што се случува. Значи, тука имам неколку епровети полни со разни хемикалии. Што треба вие да направите всушност е според реакциите со тие хемикалии да одредите всушност што има во што е таа течност, да речеме. Првата хемикалија сама се најави, ова е диметил етер. Таа е хемикалија која врие на собна температура. Еве да ја видите малку подобро. И доколку ја истурам тука, може да видите како релативно брзо испарува. Сега, ќе истурам уште малку за да има простор во епроветата. И исто така да знаете, ова е многу запаллив газ, но тука нема никаков извор на пламен и затоа е во ред. И сега ќе земам малку од течноста тука и ќе ги помешам. Тоа е со епровета број 1. Сега, епровета број 2. Тука имаме оловен ацетат. Тоа е една хемикалија која направи во претходна епизода. Да видиме како ќе изреагира. Тоа е епровета број 2. Епровета број 3 е малку од оваа креда тука.
епрувета број 3. Епрувета број 4 е мало челично топче. Можете да видите како се формира жолто-зеленикава боја. Ке го оставам тука. И епрувета број 5 е малку старава ракина. Доколку ги помешам двата раствори. Има реакција која ослободува отровен газ. Се разбира, овој отровен газ, бидејќи кој што можете да видите не носам маска, тој бидејќи голема е просторијата, а количините се мали, не сум во никаква опасност. Сега. Претходната е епрувета со железото, тоест челикот. Епруветата со кредата. Оловниот ацетат. И диметилетерот. Сега, ваша задача е вие да погодите што има во оваа чашка. Со истата течност, инаку ги изведов сите 5 експерименти, така што мислам дека имате добра шанса да погодите. Наше да ве наградиме. Се гледаме. Вашите одговори на прашањето која течност се наоѓа во лабораториската чаша, пратете ги во порака на Facebook страницата на Тинтири Минтири. Станува збор за раствор од две супстанции во вода. За точните одговори следуваат награди. Добар ден, ученици! Добар ден, наставничке. Денеска ќе работиме во групи, денес и следните 3 дена. Горјан, ајде седни со Јана и другите групирајте се по тројча. Деде, јас ќе ти направам место. Ќе го работиме проектот по природни науки. На пенкалцата? Ајде, почнете од овој час, 20 минути ќе работиме на проект. Почнете да работите. Ана, може да ми поземиш пенкалца? Ке ти го дадам, ама да знаеш милено ми е, да ми го чуваш. Добре? Добре. Ана Марија, ти го врати Горјан вчера пенкалцот? Не. Па гледаш, сигурно ти го изгубил. Тој само губи нешто. Не знам. Па кога дојде, праши го. Може да го изгубил. Па добро, ајде ние да си го довршиме проектот. Ајде. Здраво. Здраво. Еј, Горјан, вчера не ми го врати пенкалото. Го носиш? Го заборавив дома. Ајде утре ќе ти го донесам. Добре. Добро утро. Добро утро. Ти го врати вчера Горјан пенкалото? Не. Па ти реков, сигурно го има изгубено. Ама ми рече дека го заборавил дома и дека денес ќе ми го врати. Не. Горјан губи работа и сигурно ти го има изгубено твоето милено пенкалце. Леле. Здраво. Прашај го. Горјан, ми го донесе пенкалата? Не, на сестра ми и требаше нешто. Утре ќе ти го вратам, сигурно. Сигурно? Да. Еве го, доаѓа. Ништо не му зборувај. Да видиш дали нешто ќе ти рече. Добро. Добро утро. Бидејќи ништо не ми кажуваш, еве јас ќе те прашам. Каде ми е пенкалото? Призна дека го изгуби. Цело време лажеш. Чекај, Јана, остави го нека одговори. Нека одговори, ама ќе видиш дека го изгубил. Епа вака беше работата. Марија ми го побара и јас си го дадов и реков да не ми го враќа. Моето пенкало си го дал на некој и си рекол да не ти го враќа. Заслужуваш да ти се скарам. Марија немаше пари да си купи ново и за тоа.
Мен пожал ми падна и го дадов твоето. Значи готово, Горијан. Тебе те шкртаме од другари. Готово е. Така ли, Ана? Па не е така, Горијан убаво направи. И јас ке направив исто да бев на негово место. Па глупости, јас сум нашла со кого да седам. Горијан, не мора да ми го враќаш пенкалото. Добро. Просот на пчела во својот живот создава 1/12 од лажичка мед. Толку да се трудиш во животот само за 1/12. Вау, тажно. Јаците јадат 3000 инсекти на една вечер. 3000 инсекти? Тоа се многу. Едно куќе поминало 100 метри на скејборд за време од 19 секунди. Куќе, скиролџија. Ха-ха-ха, колку интересно. Скакулците постојат пред диносаурусите. Скакулците се постари од диносаурусите. Мажите спијат повеќе од жените. Усвари жените спијат повеќе од мажите. Или така некако. И јас мислам така некако. Нека биде така. Бебињата на тигриста тајкула се напаѓаат меѓусебно додека се во стомакот на мајката. Тоа значи дека тие се многу немирни бебиња. Ученици мои, ви благодарам за денешниот ден. Навистина бевте вредни, исполнителни и трудолюбиви. Се надевам дека и домашната задача за загадувањето, што ви ја дадов, ќе ја извршите многу успешно. Вредно ќе истражувате на интернет и утре ќе дојдете со многу богати податоци. Сега можете да се подготвите, да ги земете вашите телефони, но најважно, не заборавајте да ги ставите маските, бидејќи надвор е многу загадено. Ајде, довидување, ви посакувам лесна и убава работа. Довидување. Довидување. Еј, дечки, сакате да одиме до продавничка? Не. Мене денес ми рекоа веднаш дома да одам. И мене, сигурно поради загадувањето. Да, и мене. Здраво, мама, тато, дојдов. Браво! Ало, Сања, ти ке ги најдеш сликите? Јас ќе најдам од фабрики со оџаци што чак, а Петар ми ке најде од запалено ѓубре. Ало, Петар, тука си? Петар, ало? Џабе го бараш него. Расипан му е микрофонот, брат му истури млеко. Значи со него само се допишувам ако немаме друга работа. За Петар зборувате? Уште малце со гулаби да ме спраќаме писмо. Маја, може не му работи микрофонот, ама стави нова RAM меморија на Fortnite и више не му кочи. Милета Fortnite-от. Еј, дечки, а да свртиме по една Fortnite? Јана, чекај прво да завршиме со проектот за загадување. Татко,
Дечко ми само што се врати од работа и вика, надвор уште не се дише. Здраво на сите. Сега се вклучувам. Ќе излеземе надвор на ракометче, фудбалче, ова-она. Милана, најде ли ти некои податоци? Какви податоци? Податоци за тоа колку топки сладолед изел за време на 3 години. На вистина? Се разбира дека не. Најде податоци за тоа колку е загадено во Скопје. За Скопје знаеме дека е најзагаден град во Македонија. Ти, Лука, требаше да најдеш за другите градови во Македонија. Зошто мене не е тешкото? Леле, Лука, само ти се буниш. Лина, веднаш да престанеш со компјутерот. Мама, за училиште ни е. Лина, веќе 4 часа си пред сметата. Мамо, не си фер. Не може на компјутер, не може надвор поради загаденост, па што да правиме? Лина, па еве, например, викни ги другарите на гости. И што ќе правиме? Па, може да си играте како да сте во бајка. Со маски? Па со маски нека биде. Дечки, ајде дојдете кај мене ќе играме дигитална бајка. Дигитална бајка? Како мислиш дигитална бајка? Ние ќе си ја смислиме што се секирете, мешана нека биде. Ликовите ќе бидат од Fortnite и ќе го спасуваат светот од загаденост. И секој нека си смисли скин. Дали Дрифт, Омега, Рейвен. Интересно звучи, јас доаѓам. Ало? Лина, јас слушнав нешто за Fortnite скинови, јас сум Дрифт, а ќе му се јавам на Лука ако сака да биде Рейвен или Омега. Да, ја веќе зборам со другите. Може да направиме мешана еколошка дигитална бајка. Може, само не заборавајте маски, во 18:30 во чекам. А маските? Што ти е загаденост? Човек не може да мисли на игра и на убави работи, туку само како да преживее. Тинтери-минтери шоу! Тинтери-минтери, 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 тинтери-минтери.